полека, но сигурно рокот кој го имаат граѓаните да поднесат пријава односно апликација до Државната изборна комисија и со тоа да имаат можност да го остварат своето избирачко право на наредните избори полека истекува. Како што кажа, 19 август е последниот рок. Заклучно со денес се пријавиле вкупно 1650 граѓани. Тоа е бројка далеку помало од над 39.000 кои што се најдоа на ној избирачки список наречен фантомски, односно фантомски гласачи. Од Државната изборна комисија утрово информира дека најголем дел од овие 39.000 спорни гласачи, 21.000 немаат совпаѓање односно на адресите. Тоа оттаму кажа дека најчесто се работи за граѓани кои што меѓувреме од претходните избори го смениле местото на живење, меѓутоа тоа не го пријавиле, така што има ситуација кога во еден стан или во една куќа има до 10 до 15 гласачи. Дополнително 18.000 гласачи не ја поминале вкрстената проверка, односно овие гласачи не се наоѓаат ни ниту еден од системите на државната управа, односно ги нема во банката на податоци на Министерството за внатрешни работи или во Министерството за правда, на пример. Како што каже и ти, најверојатно поради малиот одзив на граѓани да ја пополнуваат оваа апликација од Државната изборна комисија, од денеска почнуваат кампања, ќе биде тоа промотивни спотови кои што ќе се емитуваат и на радио и на телевизија. До денеска до 12 часот до Државната изборна комисија се пријавија вкупно 1560 граѓани од 39.502 кои се наоѓаат на списокот со спорни записи или записи кои што не се совпаѓаат од некоја причина. Од тие 1560, 522 се пријавија во подрачните оделенија и канцеларии на ДИК, како и во дополнителните канцеларии кои токму за оваа намена ги отвори Државната изборна комисија, додека најголем дел, односно 1038, се пријавија преку веб апликацијата на Државната изборна комисија. Најголем број на пријави имаме во општините Чаир, Аеродром, Центар, Гостивар, Тетово и Кичево. Во името на Државната изборна комисија сакам и во оваа прилика да апелирам до сите граѓани да ја посетат нашата веб страница, да го проверат списокот со 39.502 граѓани и доколку се наоѓаат на тој список да се пријават веднаш или преку нашата веб апликација која што е достапна за користење преку компјутер, но и преку мобилен телефон, или пак во некој од нашите подрачни оделенија и канцеларии, како и дополнителните канцеларии кои работат секој ден од 8:30 до 19 часот. Апелирам до граѓаните да го сторат тоа колку што е можно побрзо, а најкасно до 19 август, за да можат да го потврдат и да го заштитат своето избирачко право, односно да го остварат истото своето право на глас на наредните парламентарни избори. Досега одзивот е навистина мал. Токму поради тоа оние започнуваат оваа кампања. Рекоа дека веќе се испратени писма на личните адреси на овие фантомски гласачи. Добиваат одговори дека овие граѓани веќе ги добиваат писмата, имаат потврда за тоа и дека овој интензитет се очекуваат во наредниве денови да се зголеми. Само да повторам дека граѓаните кои што се најдоа на овие листи имаат три начини како да пополнат апликација со тоа да го остварат своето избирачко право на наредните избори кога да се случат. Првиот начин е електронски, тој е наједноставен преку сајтот на Државната изборна комисија. Вториот е преку локалните канцеларии на ДИК, кои ги има претпоставувам во поголем дел од општините, а третата опција е да дојдат директно дека позадимена во седиштето на Државната изборна комисија и директно тука да ја пополнат апликацијата и со тоа да бидат во можност да се најдат во регуларниот избирачки список и да го остварат своето право на глас. Од ДИК исто така кажа дека паралелно со податоците кои што имаат за сите гласачи од МВР, во соработка со Министерството за администрација и информатичко општество започнува да прават, како што кажа, цивилна база на податоци. Веќе заради тоа обезбедиле лични карти од огромен број граѓани. Новитет еден во наредниот избирачки список на изборите ќе биде покрај името, презимето, матичниот број и адресата на секој гласач, до името и презимето ќе стои и фотографија. Со ова верува дека ќе се зголеми транспарентноста и да се избегне можноста лица со лажни лични документи да можат да гласаат на наредните избори.